Добро утро за нашите гледачи или добар ден за оние ранобудните. Во следните минути ќе имаме можност да ја слушнеме Гордана Петковска од Средношколскиот сојуз на Македонија. Има навистина интересна тема за разговор, а тоа се уписите на универзитетите и факултетите, полагањето на државната матура, екстерните предмети, интерните предмети и сите оние работи кои што и тоа како ги засегаат средношколците. Добро утро, Гордана. Добро утро на сите. Јас сум Гордана Петковска, како што ме најави Елизабета. Доаѓам од Васил Антевски Дрен, моментално матурантка и исто така сум член во Сојузот на средношколци, првично како младински амбасадор, а потоа исто така како дел од извршниот одбор во улога на координатор на сите младински амбасадори. Гордана, има еден убав проект кој што е на некој начин новина, јас би рекла. Тоа е градот Скопје се обидува на државните училишта во негова надлежност да им ги отвори вратите и да ги поврзе на некој начин со универзитетите и факултетите од земјава. Јас намерно не избрав некој представник од секторот за образование или слично, туку сакав лично од средношколците да слушнам како тоа ќе изгледа, дали ви се допаѓа оваа идеја и дали мислите дека на тој начин ќе се олесни пристапот до факултети и универзитети или ќе се олесни пак можеби и изборот за понатамошно студирање? Така, значи ова е една новост за нас, за средношколците и матурантите и можам да кажам дека досега сме добиле само позитивен фидбек, поради тоа што, како што знаеме, со години наназад имаме една појава на средношколците како ние не можеме да се одлучиме точно кој факултет понатаму сакаме да го одбереме и слично. Мислам дека ова е една одлична можност за нас да може поубаво да се запознаеме со програмите на факултетите и универзитетите, без разлика тоа дали се работи за приватни или пак државни универзитети. И сметам дека ова ќе придонесе многу кон една точна одлука на матурантите зашто понатаму сакаат да се занимаваат во текот на својот живот. И мислам дека секако ќе се олесни таа комуникација помеѓу средните училишта и факултетите во склоп на државата. Имате ли информации кога ќе се случат овие презентации и како ќе се одвиваат со оглед на пандемијата и сите протоколи кои што се уште се актуелни, кои што се уште ги почитуваме, нели надворешни лица и не смеат да влегуваат во училиштата, освен средношколците и професорите? По она што ние имаме информација, денеска треба да биде последниот рок каде што факултетите треба да кажат кој е нивното мислење и дали ќе го прифатат овој предлог на секторот на образованието на град Скопје. Со тоа што по она што ние го знаеме, тоа треба да се одвива во текот на наредниот месец, односно месец март. Меѓутоа се уште чекаме некои дополнителни информации околу овие настани. Гордана, би ве прашала и околу полагањето на државната матура. Минатата година, верувам дека и голем дел од нашите гледачи се сеќава дека имаше тука турбуленции околу полагањето на државната матура, дури се случуваше и бојкот одреден период во училиштата, пошто на матурантите им се овозможи да полагаат на некој начин измената матура со оглед на условите во кои што се одвиваше наставната година поради пандемијата. Дали оваа година полагањето на државна матура се враќа на старо? Значи, по оние информации кои што ги имаме добиено, ние полагаме исто, значи 2 екстерни, 2 интерни предмети и дополнителна проектна која што ја браниме на интерно ниво, што кореспондира со она што беше и минатата година. И секако сето тоа ќе се одбива според протоколите. Оваа година не се планира никаков вид на бојкот, поради тоа што сепак забележуваме подобрување во состојбата и во пандемијата, меѓутоа секако ќе ги следиме сите оние препораки на Министерството за здравство и се она што ќе ни биде наложено за сето тоа да биде изведено на најбезбеден начин што е можно. Би ве прашала и околу вклучување во проектни активности, меѓутоа од аспект на општествена корист за заедницата. Се вклучувате ли како средношколци во некои такви области? Има ли навика кај средношколците да бидат дел од интересни проекти, можеби за зачување на животната средина или пак за подобрување на животниот стандард на маргинализирани групи? Ова се интересни и актуелни теми можеби во соседството, каде што честопати јас знам дури да прочитам како средношколци прават на некој начин револуција во оваа област. Така, ние како Сојуз на средношколци се обидуваме да се фокусираме главно на образованието и на образовниот сектор,
Меѓутоа, секако дека имаме колаборација со многу останати заедници кои што се залагаат за животната средина и слично. Многу убава организација, да речеме Go Green, каде што забележувам многу ученици, особено на средношколска возраст, кои што се член во ваков вид на организации. Меѓутоа, ние како Сојуз со средношколци се обидуваме главно да се фокусираме на оние потреби кои што ги имаат средношколците, како и се фокусираме нели на образовниот сектор, колаборации нели за заедници како Odas Education и слично. Исто така планираме некои проекти во склоп исто така на образованието, односно месец на членство во Сојузот, например. И исто така тука би напоменала, бидејќи ова е една одлична прилика за сите оние средношколци кои што се заинтересирани за подготвување за матурата, да се надоврзам на претходното прашање, ФОН објави една многу убава понуда, каде што сите средношколци кои што се заинтересирани да се подготват поубаво за матурата, без никакви трошоци нели можат да се пријават и тоа да им биде обезбедено во различни полиња, значи во македонски јазик, странски јазици, англиски и слично, ликовна уметност. Така што мислам дека и тоа е една убава прилика за да можат средношколците поубаво да се подготват за испитите кои што следат. Гордана, јас некаде пред крајот на разговорот само уште многу кратко би прашала, се подготвувате ли оваа година за прослава на матурската вечер, со оглед на тоа што 2 години таква можност матурантите за жал немаа поради пандемијата? Ке има ли оваа година матурски прослави онакви какви што ги знаеме, познаваме, сме имале можност и ние да ги прославиме нашите матури на некој таков убав и свечен начин? Така, накратко и да и не, со тоа што да се подготвуваме за одреден вид на прослави, меѓутоа ќе се воздржиме од нели како што сме имале до сега прослави во училиштата, од тоа ќе се воздржиме, меѓутоа она нели матурска вечер што се одржува во ресторани, оваа година имаме дозвола за таков вид на прослава, со тоа што иако од еден вид на прослава се воздржуваме, од друга ќе ја имаме онаа вечер што ќе поминеме заедно со нашите соученици. Гордана, јас тука ќе ти заблагодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Ти посакувам тебе и на сите средношколци пред се многу успех понатака, избор на правилен факултет, универзитет и убава матурска прослава, се разбира. Елизавета, одлично, мислам, има многумина кои што имаат и матуранти, а и овие што допрва ќе запишуваат сега факултет се исто така предмет на интереси. Благодарам за овој разговор.